Некои од македонските општини годинава се одлучија за поскромно новогодишно украсување. Дел од парите предвидени за тоа ќе ги искористат во борба со пандемијата од COVID-19. Најголемиот туристички центар Охридска, остатокот од средствата ќе им помогне на градската болница, каде се третираат пациенти инфицирани со коронавирусот. Имавме предвидено 1.800.000 за украсување како и секоја година. Оваа година потрошивме 1.200.000 за украсување. Разликата од 600.000 ја пренаменивме во дел од средствата кои што ќе бидат наменети за набавка на централен довод на кислород и кислородна станица за потребите на модуларната болница, ова ковид болница која што ќе се гради и за целата општа болница. И покрај целата ситуација, сепак се решиле да го украсат градот за да внесат, како што вели градоначалникот, барем малку ведрина кај граѓаните. Едно нешто малку убаво да направиме, да речам, во ова сивило кое што не зафати сиве, барем малку да го разубавиме градот. Не можеме среќата на најмалите да му ја земеме. Низ чекор се одлучили и во Крушево и Струмица. Голем дел од средствата ги пренаменивме пред се за превенција на она што значи заштита од ширење на пандемијата и вирусот COVID-19. Градот е украсен скромно. Општина Струмица оваа година од буџетот, од средствата пред се наменети за новогодишното украсување, одвои околу 1 милион денари, сума која што ја пренаменува како донација кон Општа болница Струмица, со цел по-ефикасно, по-брзо справување со COVID-19 кризата. Свети Николе пак со дел од парите ќе набава таблети за оние ученици кои немаат услови за следење на онлайн настава. Па според проценката и информациите што ги добив од директорите на училиштата, околу 50 таблети. Пренамената на средства е потребно во овие моменти и ги употребуваме токму оние каде што се засегнати со ситуацијата од COVID-19. Велковски вели дека со локалниот буџет предвиделе средства и за оспособување на 2 простории во здравствениот дом во градот за пружање на прва помош. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.